Добро вечер, почитувани гледачи, дневник во 20 часот на К1 телевизија. Еве што ќе гледате во наредните 30 на минути. Регулаторите објавија, од утре струјата поевтинува. Продадени 4 парцели, ќе се градат фабрики, зграда и хотел. $150 милиони евра оваа година се планирани за исплата на земјоделците по основ на субвенции. Општина Велес на електронско надавање продаде 4 градежни парцели за изградба на фабрики, зграда и хотел. Средствата од продажбата веднаш ќе бидат пренаменети за изградба на инфраструктура. 4 градежни парцели на 3 различни локации во градот и околината продаде општина Велес на електронско наддавање, информираат локалните власти. По цена од 1518 денари за метар квадратен е продадено земјиште од 6074 метри квадратни за изградба на стамбена зграда во Велешката касарна. Само од оваа парцела општина Велес инкасира 9,2 милиони денари. Парцелите во индустријската зона Речани се продадува по 4 евра просек квадратен метар, а додека парцелата за мотел на езеро Младост се продаде по 5 евра квадратен метар. Така да општината негде ќе инкасира околу 12 милиона денари, од кои нормално 20% од Министерството за транспорт и врски, остатокот останува приход на општина Велес. Општина Велес средствата од продажба на парцелите веднаш ќе ги пренамени за изградба на инфраструктура. Ќе се овозможи инфраструктура на местото каде што ќе се гради зградата. Општината е обврзана 70% од средствата да ги вложи во инфраструктура. Во текот на вчерашниот ден веќе ја почнавме улицата Костадин Бодин, од должина од повеќе од 350 метри да се бетонира и продолжуваме понатаму на дел кај манастирчињата кај улицата Игманска. Тоа значи негде околу 600 метра ќе направиме нови улици со промена и на канализационите и цевководните системи. Вкупната површина на продадено земјиште изнесува 15.178 метри квадратни. На двете локации во индустријската зона Речани треба да се подигнат објекти за сервисни дејности и лесна незагадувачка индустрија. Кај езеро Младост треба да се издигне хотелски комплекс со приземје и 3 ката. Тоа ќе биде дополнителен поттик за развој на туризмот на Младост, кој наскоро ќе се поврзе директно и со автопатската делница Скопје-Велес. Од утре цената на електричната енергија се намалува за 0,33%. Оваа одлука денеска ја соопшти регулаторната комисија за енергетика и ќе почне да важи од 1 јули годинава. Цената на електричната енергија од утре се намалува за 0,33%. Одлуката денеска ја соопшти регулаторната комисија за енергетика. Иако имаше многу најави дека струјата од 1 јули годинава ќе поскапи, сепак регулаторната комисија по извршената анализа на трошоците на компаниите одлучила дека струјата ќе поевтини. Внатре во структурата на цените меѓусебни помеѓу производство, пренос, пазар и дистрибуција и снабдување, значи има повеќе тарифи, имаме следна распределба. Значи имаме минимално зголемување кај елем за 0,34%, кај елем. Кај МЕПСО вкупната тарифа се намалува за 6,88% и кај ЕВН вкупната тарифа се намалува за 1,33%. Инаку комисијата вчера одржа подготвителна седница, а пресметката на цената на електричната енергија ја врши врз основа на извештаите од енергетските компании. Новата одлука за цената на струја ќе важи од 1 јули годинава.
Инспекцијскиот совет ги разгледува представките од граѓаните кои најмногу се жалат од пазарните и трудовите инспектори. Од почетокот на годината советот разгледал 27 представки, од кои само за 3 утврдена основа за дисциплинска постапка. Инспекцијскиот совет најмногу поплаќи од граѓаните добил за пазарните и трудовите инспектори, но зад нив не заостануваат и инспекторите за храна. Причина за ова е големиот обем на субјекти кои ги имаат во нивна надлежност. Граѓаните своите представки до советот можат да ги доставуваат по пошта, електронски пат или со SMS порака. Веќе од идниот месец се очекува за оваа намена да биде отворена и посебна телефонска линија. Концентрацијата е пред се во овие два инспекторати, бидејќи нивниот број на субјекти на инспекцијски надзор е најголем. Тука некаде доаѓа после тоа и Агенцијата за храна и ветеринарство, меѓутоа тоа не значи дека нема и ке другите, можеби не се јавуваат бидејќи се поспецифични. Советот на денешната средба разгледува 10 представки, 5 против трудови инспектори, 2 против инспектори од Дирекцијата за заштита и спасување, како и по една за сообраќаен, просветен и инспектор од Агенцијата за храна и ветеринарство. Представките кои не се однесуваат на инспектори на државно ниво се препраќаат до надлежните општини. Од трудова инспекција имаме за тоа дали им исплатено плата или не им исплатено плата, дали им било остварено правото на одмор или дали на службено патување. За пазарните инспектори дали правилно постапиле кога им донеле решение за фирмарина, за било какви други, значи тоа е многу широко. Или дури има и представки дека инспекторот со одредено решение нанел штета на фирмата, бидејќи со неговото решение ги отстраниле, туку ги одбиле нивните до тогашни клиенти. Од почетокот на годината инспекцијскиот совет разгледал 27 представки, од кои само за 3 е утврдена основа за дисциплинска постапка. 10 се одбиени, а за останатите постапката за утврдување е во тек. Цените за роаминг разговорите помеѓу Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора ќе се намалат од 1 јули. Повеќе за ова од прилогот што следува. Од 1 јули цените на роамингот помеѓу Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора ќе се намалат драстично. Цената на минута разговор во роаминг ќе чини 17,9 денари наместо 68 денари. Испраќање на една порака ќе чини 5,6 денари, а 1 мегабајт податоци ќе чинат 43,2 денари, што е намалување од 370 денари. Намалување на роамингот помеѓу балканските земји го следи европскиот тренд. Мислиме дека мерката со намалување на цените ќе ги поттикне луѓето повеќе да ги користат своите мобилни телефони додека се наоѓаат во странство. Се надевам дека оваа иницијатива нема да заврши само со овие 4 земји кои што сега во овој момент го имат подпишена спогодбата. Ние планираме во брзо време да ги поканиме и Албанија и Република Турција да се вклучат во оваа иницијатива, а потоа како што пројавуваат интерес ќе ги покануваме и останати земји. На 1 јули 2017 година цените на роаминг услугите ќе бидат 11,7 денари за една минута разговор, 3,7 денари за порака и 12,3 денари за 1 мегабајт мобилен интернет. Дивата ромска населба во Кавадарци ќе се дислоцира. Ова е одлука на советниците на општината, откако до нив постојано стигнувале поплаки од населението кое живее во зградите Билка. Градоначалникот Панов за К1 телевизија вели, на новата локација на која ќе бидат преселени ромите ќе бидат изградени специјални контејнери за домување. Ромите од Кавадарци веќе извесен период им прават проблеми на жителите од неколку населби во градот. Местното население се жали на различни форми на девијантно однесување, насилство, кражби, малтретирање и тероризирање, особено на малолетните деца. Во однос на тоа прашање на последната седница на Советот на општина Кавадарци беше донесена едногласна одлука ромите од дивата ромска населба, која се наоѓа под зградите Белка, да бидат дислоцирани на друга локација во специјални контејнери за домување, а оние кои се населени и дојдени од други градови, а не се жители на Кавадарци, ќе бидат вратени од каде што се дојдени. Јас си земав за обврска да го решам овој проблем, со тоа што на трошок на локалната самоуправа Кавадарци ќе набавиме 8 контејнери по НАТО стандарди и тие ќе бидат доделени на 8 фамилии кои што се со попотекло од Кавадарци.
За другиот дел, јас веќе денови веќе испратам едно писмо, бидејќи луѓето немат жителство во Кавадарци, да се вратат таму од каде што дошле. Оваа одлука на Советот дојде како резултат на многобројните поплаки од граѓаните кои живеат во овој дел од градот и постојано се намета на кражби од жителите на оваа населба. Локалното население се жали дека секојдневно били изложени на кражби од дворовите, од нивните деца биле одземени телефони, пари и слично. Исто така имало чести напади врз децата кои поминуваат од тука кога одат на училиште. А и исто така би сакал и тие да ги известам дека на таа територија каде што тие се настанети имаме други урбанистички решенија кои што треба да се реализираат оваа и наредната година и токму заради тоа тие мора да бидат дислоцирани од оваа локација. Исто така да напоменам дека во непосредна близина на оваа локација ќе треба да биде лоцирана и идната детска градинка. Дали со дислокацијата ќе се реши проблемот или уште повеќе ќе има проблеми и кражби, останува да видиме. Денес околу 11 часот е избегната несреќа во непосредна близина на новата театарска зграда во Велес. Имено возачот ИЗ изгубил контрола над својот трактор и завршил на платото на Велешкиот театар. Емилија Ничовска ги има деталите. Избегната несреќа на улицата Благој Ѓорев во непосредна близина на Велешкиот театар. Околу 11 часот возачот ИЗ изгубил контрола над својот трактор, откако задното лево тркало се откачило од возилото. Тракторот на кој имало прикачено приколка натоварена со огревно дрво, заврши на платото на Велешкиот театар. Човечки жртви нема, но избегната е и поголема материјална штета. Оштетени се само препреките кои се поставени на левата коловозна лента. Увид на лице место изврши екипа на СВР Велес. Сличен немил настан на истото место се случи пред неполн месец, откако автомобил со огромна брзина уништи дел од патната инфраструктура. $150 милиони евра оваа година ќе добијат земјоделците по основ на субвенции. Она што е олеснување за индивидуалните земјоделци, но и за компаниите чија основна цел е земјоделието, е постојаното воведување на новини со кои се олеснува и процесот за добивање на субвенции, но и средства од државните ИПА фондовите. Од утре земјоделците ќе можат електронски да поднесуваат барања за субвенционирање. 150 милиони евра оваа година ќе добијат земјоделците по основ на субвенции. Овие пари, велат тие, допринесуваат за рентабилност на земјоделците. Покрај субвенциите, она што е олеснување за индивидуалните земјоделци, но и за компаниите, чија основна дејност е земјоделието, е постојаното воведување на новини со кои се олеснува и процесот за добивање на субвенции, но и средства од државните ИПА фондовите. Електронски од своите домови од утре, земјоделците ќе можат да поднесуваат барање за субвенционирање инвестиции за модернизација на земјоделството во програмата за рурален развој. Она што е неопходно во овој временски период да се заврши е и обновувањето на податоците запишани во регистарот на земјоделските стопанства. Внесувањето на промената на податоците се врши во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Се намалува бројот на ученици во основните училишта. На државно ниво во изминатата деценија се бележи значително намалување на ученици. Овој тренд е забележан и во основните општински училишта во Велес. Според градоначалникот Чадиев, бројот на се помалку правачења во секоја учебна година го потврдува ова. Повеќе од прилогот на Бојан Нанев. Последниве 10 години се бележи значителен пат на ученици во основните општински училишта. На државно ниво, во учебната 2003-2004 година, во основните училишта во Македонија имало 227.254 ученици, а веќе во завршената учебна година 2014-2015 бројот на ученици е 192.165. Помалиот број на ученици се забележува и во општинските училишта во Велес. Градоначалникот Чадиев вели дека ова е проблем кој се провлекува последниве неколку години. Јас ќе ги изложам само последниве податоци што ги имаме за оваа година за првачињата. Ситуацијата не е добра. Во овој момент имаме 75 првачиња помалку во прво одделение на целокупна општина, значи без разлика од која популација се работи.
Дали се работи за македонската популација, дали се работи за бошњачката, дали се работи за ромската популација. Бројот на првооделенци рапидно се намалува. Тоа значи дека 2,5 класа имаме помалку оваа година. Намален и бројот на основни училишта, 1012 пред 10 години и 986 во изминатата учебна година. Во општина Велес, дел од училиштата се пополните или преполните со ученици, а дел мораат да формираат пределки со помал број на ученици од предвидениот минимум. Според Чадиев, за сега нема опасност од намалување на бројот на основни училишта во општината. Во овој момент не постои опасност за намалување на училиштата, меѓутоа ситуацијата не оди баш во позитивен правец во овој сегмент. Ние ќе се потрудиме да ги задржиме овие училишти наредниве 2-3 години, меѓутоа после тоа ако продолжи овој тренд на намален број на ученици, ќе имаме сериозен проблем. Статистиката за истиот период вели дека за 3600 бил зголемен бројот на наставници по основните училишта. Пред 10 години бројот на наставници бил 13972, а во изминатата учебна година тој се искачал на 17628 наставници. Уште една лидерска средба без договор. Европската комисија го поздрави продолжувањето на диалогот, вести од Македонија. Вчерашната лидерска средба во Скопје, на која председателите на ВМРО, ДПМН, ЕДУ и СДСМ и ДПА ги продолжија дискусиите за точната организација на владата што ќе ги изготви изборите, како што е предвидено во 6-та точка од договорот од 2 јуни. Во заедничкото соопштение по завршувањето на средбата се наведува дека Груевски, Заев, Ахмети и Тачи се договориле да се состанат повторно во деновите што следуваат. Премиерот Никола Груевски на средбата го представил владиниот нацрт план за примена на препораките што се однесуваат на системски реформи во областа на владење на правото, што е потребно да се спроведат согласно точката 6 од договорот од 2 јуни, се наведува во текстот од соопштението. Портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич смета дека има надеж од продолжувањето на диалогот помеѓу македонските политички партии за ставање крај на политичката криза во земјава. Ова е став и на официјален Брисел. Важна е имплементацијата и адресирање на листата итни реформи што неформалната влада на Европската Унија ги побара минатата седмица од македонската држава. Европската комисија има многу јасна позиција. Не станува збор само за еврокомесарот. Исто така и министрите за надворешни работи дискутираа за состојбата, а тие се од различни политички опции. Ова прашање треба да го гледате пошироко. Земјата има јасна европска иднина, но има работи кои треба да се завршат. Приоритетот од ковината, политичката криза, таа мора да се реши. Оваа порака дојде од повеќе различни страни и важно е дека работите за тоа продолжуваат. Коцијанчич потенцира дека во Европската комисија очекуваат конкретни резултати од разговорите во блиска иднина, додевајќи дека наскоро нема потврдена можна посета на земјава од страна на комесарот Јоханес Хан. На последната средба помеѓу лидерите на 4 најголеми политички партии во земјава беше договорен нов состанок на кој ќе се разговара за точната организација на владата што ќе ги подготви изборите. А од вестите од светот, авион падна врз куќа во САД. Поради расистички коментари, американска телевизија ги раскина договорите со Доналд Трамп. Луксембург од утре претседава со Европската Унија. Тројца патници на еден помал авион загинаа при пад врз една куќа во Плейнвил, југозападно од Бостон, јавуваат странските медиумски служби. Полицијата на државата Масачусетс соопшти дека во несреќата животот го загубиле 2 возрастни лица и едно малолетно лице од авионот. Авионот полетал од аеродромот Ланкастер во Пенсилванија и требало да слета на Нордвуд Меморијал во Масачусетс. Представникот на федералните воздухопловни власти Џим Питерс изјави дека авионот околу 6 часот попладне по локално време паднал врз двукатната куќа. Семејството кое живеело во неа успеало навреме да побегне.
Американската телевизиска мрежа NBC објави дека го прекинува деловниот однос со магнатот Доналд Трамп, кој влезе во трката за кандидат за претседател на САД од Републиканската партија, поради неговите коментари за имиграцијата. NBC соопшти дека повеќе нема да ги емитува годишните надпревари Мис САД и Мис Универзум, кои беа заеднички проекти на компанијата и на Трамп. Одлуката беше донесена откако во говор при објавувањето на својата кандидатура за претседател, Трамп изјави дека мексиканските мигранти носат наркотици, носат криминал, тие се населни, а некои пак претпоставувам се добри луѓе. Тој повика за изградба на заштитен зид на јужната граница на САД. Полоц на Трамп изјави дека неговите коментари биле насочени кон американските политичари, а не кон мексиканската влада и мексиканскиот народ. Луксембург утре го презема од Летонија 6-месечното претседавање со Европската Унија, имајќи в предвид дека ова е 12-ти пат Луксембург да претседава со Унијата, откако е воведен ротирашкиот систем. Се очекува тоа да помине без поголеми потреси. Претседавањето, како што е најавено, ќе се заснова врз 7 столбови: поттикнување на растот, инвестиции и вработување, продолбочување на социјалните димензии на Европската Унија, управување со миграциите, фокус врз дигитализација на единствениот пазар, промоција на конкурентноста, одржливиот развој и јакнење на улогата на Унијата на глобална сцена. Меѓу приоритетите за следните 6 месеци, Луксембург го нема ставено проширувањето на Унијата. Официјално претседавањето ќе започне на 3 јули со повеќе манифестации во Луксембург, каде за време на викендот ќе се одржат културни настани во кои ќе учествуваат представници од сите 28 членки на Европската Унија. Од 1 јануари 2016 година претседавањето со Европската Унија ќе го преземе Холандија. Скопје во 2017 година ќе биде домаќин на европската фудбалска елита. Екипата на ФК Вардар со ново засилување во одбраната. Ангел Самараков ги има деталите за домашниот спорт. Скопје во август 2017 година ќе биде домаќин на двете најдобри екипи на европска почва, што представува огромно признание за македонскиот фудбал и Фудбалската федерација на Македонија, кои добиваат историска организација на врвен европски фудбалски настан. Фудбалската федерација официјално ја доби довербата од УЕФА за организација на ексклузивниот дуел помеѓу победниците на Лигата на шампионите и Лигата на Европа за сезоната 2016-2017 година. Одлуката ја донесе извршниот комитет на Европската фудбалска унија на состанокот во Прага, а на пресконференцијата ја соопшти Џани Инфантино, генерален секретар на УЕФА. Со ова УЕФА во Фудбалската федерација на Македонија добива партнер кој посветено ќе работи на успешна организација на најголемиот фудбалски и спортски настан што Македонија воопшто ќе го организира. Илчо Ѓорѓиевски, председателот на Фудбалската федерација на Македонија, истакна дека Суперкупот е настан кој ќе биде голем импулс и мотивација за развој на фудбалот во нашата земја и секако во регионот, а воедно и одлична можност Македонија да се промовира и афирмира пред светската јавност. Денеска официјално започнува новата надпреварувачка сезона 2015-2016 во Лигата на шампионите и Лига Европа со одигрување на првите квалификацијски надпревари. Од македонските екипи прва во првото коло ќе настапи Ренова, која во 21 часот во првиот надпревар на националната арена Филип II во Скопје ќе ја пречека молдавската Дачија Чисанау. Како што најавува тренерот Ќаси Посмани, неговите играчи ќе се обидат да стигнат до победа без примен гол пред реваншот кој ќе се одигра на 9 јули во Молдавија. Во својата клубска историја популарните гипсари успеале еднаш да ја поминат првата пречка во квалификациите за Лига Европа во сезоната 2012-2013 кога беа поуспешни од Либертас од Сан Марино, а потоа загубија од белорускиот Гомел. Рускиот тренер на Дачија Игор Доброволски смета дека неговиот тим не се плаши од предизвикот, без разлика на квалитетот на противникот, водат на секој меч да остварат триумф. Победникот од овој дуел во второто квалификацијско коло ќе игра со победникот од пресметката Гленторан од Северна Ирска и Жилина од Словачка. Екипата на фудбалскиот клуб Вардар за следната сезона се засили со уште еден играч во својот состав.
Станува збор за 23 годишниот црногорски дефанзивен фудбалер Немања Мијушковиќ, кој потпиша за црвено-црните за следните 3 години и доаѓа од редовите на Рудар Плјева, а во минатото играеше во будуќност руските тимови Динамо Москва, Амкар Перм и Сараево од Босна и Херцеговина. Стоперот за минатата сезона е прогласен за најдобар дефанзивец во Црнагора. Мијушковиќ доаѓа како едно од 7 засилувања за предстојните квалификацијски надпревари за учество во Лигата на шампионите. Црногорецот за официјалната веб страна на Вардар изрази благодарност за укажаната доверба од раководството и стручниот штаб, особено што одлично е прифатен од целокупниот колектив. Евролигата додели 5 вајлд карти за учество во европското кошаркарско надпреварување. Перо Антик се повеќе се поврзува со преселба во тимот на Фенербахче. Репрезентацијата на Чиле по триумфот над Перу е првиот финалист на Копа Америка, меѓународен спорт. Евролигата ги додели 5 вајлд карти за влез на елитното европско кошаркарско надпреварување за новата сезона. Турскиот првак Каршијака и покрај заменувањето на најдобриот поединец Боби Диксон во редовите на Фенербахче најави формирање на силна клупа. Германскиот Бајерн Мюнхен, турски Даршифака, руски Локомотив Кубан и францускиот Страсбур се останатите 4 клуба кои добија вајлд карти за учество во Евролигата. Гласините за преселба на Перо Антик од НБА лигата во редовите на Фенербахче продолжуваат интензивно да се зголемуваат по објавите на турските спортски портали, дека сите детали се договорени, само се очекува потпишување на договорот. Српскиот тренер Желјко Обрадовиќ подготвува освежување на тимот со оглед на многуте играчи кои се заминаа, меѓу кои MVP-то на сезоната во Евролигата Немања Бјелица кој премина во редовите на Минесота. Антик неофицијално ќе биде второто засилување по грчкиот репрезентативец Костас Лукас, кој потпиша за турскиот тим и со кој играа порано во Фенербахче. Чиле е првиот финалист на Копа Америка шампионатот, откако во полуфиналето домаќинот на првенството ја совлада со 2:1 репрезентацијата на Перу. Можеби најважниот момент на средбата беше прераниот црвен картон во 20-та минута, доделен на Замбрано од редовите на Перу, што дополнително им ја олесни задачата на чилеанците. Варгас постигна 2 одлични погодоци, со што засега е најдобар голгетер на шампионатот и најзаслужен за пласманот во финалето. Вечерва е дуелот за вториот финалист меѓу селекциите на Аргентина и Парагвај. Денеска имавме претежно облачно време со слаб до умерен ветер. Да погледнеме какво време не очекува во наредните денови. Ова беше се што информативната редакција на К1 ви подготви за денес. Имајте пријатна вечер.